Општините во Скопје вложуваат многу труд и уште повеќе пари на граѓаните во разубавањето на јавните простори. Како да има натпревар која ќе направи поубавно и поскап плоштад, парк или пешачка зона, се трошат стотици илјади, дури и милион евра по проект за работи што имаат главно декоративен карактер, да се уреди некој претходно запуштен простор. Во општината Аеродром беше направен паркот на езерата, општината Центар е направи Боемската улица, додека во општината Карпош има нов плоштад во Влае. Овие се само неколку од многуте примери на декоративни проекти и во овие три, но и во други општини од последниве неколку години. Ако тоа е во согласно со барањата и потребите на граѓаните, тогаш е во ред. Меѓутоа, сепак, моје мислење е дека малце се наметнати таквите барања на граѓаните од страна на локалната самоуправа, бидејќи има некаков вид на надпревар помеѓу самите општини. Цените повеќе се споменуваат во промотивна насока, дека е направено нешто скапо и убаво, отколку како критика дека нешто можело да се направи и со помалку пари. Парк од милион евра одекнуваше во насловите. Но која беше пораката што оваа звучна и атрактивна сума требаше да ја пренесе? Големината на сумата е наменета да му помогне на тој што ја пласира. Така што да, има тука еден промотивен елемент во кој гледате колку многу работам секако. Паркот на езерата е веднаш до спортската сала Јане Сандовски. 4 базени, 2 водопада, 1 остров, соларно дрво, гейзери, патеки, клупи, игралиште, се за 60 милиони денари. Проект за кој градоначалникот Ивица Коневски во еден од своите отчети за работата вели дека општината со него им подарила на граѓаните ново зелено катче. Поради многуте обврски, Коневски не можеше да ни одговори како може општината да подарува нешто што е платено со парите на граѓаните. Ниту и на другите прашања, дали смета дека трошоците се оправдани, дали немало други приоритети и дали основната задача на една општина е да постигне што повисок квалитет или да внимава на трошоците. Дилема што ја нема кај градоначалникот на општина Центар, Андреј Жерновски, например. Тој всушност беше силно критикуван за сумата од 440.000 евра потрошени за Боемската улица. Гранични плочки, калдрма, украси што треба да потсетуваат на скопското боемско минато, сето тоа во 79 метри во простор што може да се пропешачи за 1 или 2 минути. На критиките дека улицата чини колку 1 километар автопат, градоначалникот одговараше дека материјалите и изработката се со висок квалитет. Јас зборам за објекти кои што се далеку пред се она што денес се прави во Република Македонија. Заедно со мојот тим, со вработените си го поставивме условот да во центар се гради најквалитетно и ако нешто се прави квалитетно, тоа што да биде во општен центар. Јас не верувам дека ќе најдете некој градоначалник кој ќе наследи средна општина, а парите нема да ги потроши. Ќе најде начин како да ги потроши и зашто. Општината Карпош, поради многу фактори, меѓу другото и нејзиниот развој, како се граделе населбите, има помалку хронични проблеми во споредба со другите. Плоштадот Делфина е новата гордост на општината Карпош. Чини 500.000 евра или колку буџетот на некоја помала општина од внатрешноста. Градоначалникот Стефчо Јакимовски не беше во можност да одговори дали украсувањето и дотерувањето се става над другите приоритети. Граѓаните понекогаш се изненадени од тоа колку од нивните пари се потрошиле за некој проект. Па многу е, тоа е премногу. Но сепак и тие го предпочитаат квалитетот пред цената. Па нормално повисок квалитет да се постигне. Помали трошкови и квалитетни и помали трошкови. Па може би е подобро на квалитетни проекти. Зошто високите суми лесно се претвораат од контрааргумент во аргумент за поддршка на проектите? Има некаков елемент на отчетност тука, но знаете како парадирање со бројки не значи суштинска отчетност. И тука е разликата која што ние кога бараме отчетност, обично политичките на локално ниво, политичките актери на локално ниво објавуваат такви памфлети, да кажам, со реализирани проекти. Привидот за отчетност е вториот пиар трик што општините го користат за да добијат поддршка за своите проекти, покрај квалитетот. Со тоа обично се спречуваат дополнителни прашања, дали можеше да се направи повеќе за истите пари, земени од граѓаните и потрошени за украсни проекти на некои локации.